Добро вечер, почитувани. Дневник во 20 часот на К1 телевизија. И во ова издание со најнови информации од регионот Македонија и светот. Ова се дел од настаните на денот. Будва и Паралија се најатрактивните туристички понуди за престојниот продолжен викенд. Велешките таксисти ги знаат условите за задолжително полагање на странски јазик. Ракометарите ја бараат поддршката од Велешани за нова победа на домашен терен. Покрај традиционалното организирање излети, Денот на трудот, дел од Велешани ќе го одбележат надвор од границите на Македонија. Оваа година Будва и Паралија се најатрактивните регионални туристички локации, а Виена, Прага, Рим и Будимпешта се најбараните европски дестинации. Будва и Паралија се најатрактивните туристички понуди за Велешани. Голем дел од граѓаните, предстојниот продолжен викенд, по повод одбележувањето на Денот на трудот, ќе го поминат во хотелите на соседните држави. Во туристичките агенции, аранжманите се веќе распродадени. Виена, Прага, Рим и Будимпешта се европските дестинации каде што дел од Велешани се одлучиле да патуваат овој продолжен викенд. Но кога ќе се спореди побарувачката меѓу аранжманите во регионот и европските дестинации, граѓаните ги избираат поблиските туристички атракции поради пониските цени. Поголема е побарувачката тука во поблиските дестинации, бидејќи цената е доста добра и пониска. Сигурно заради стандардот на граѓаните, меѓутоа има доста побарувачки за странските. И покрај многобројните туристички локалитети со кои изобилува Македонија и организацијата на агенциите за нивна посета во вид на еднодневни екскурзии, интересот на граѓаните не е на завидно ниво. За разлика од други години што имаше доста интерес за еднодневни тури до Крушево, до Охрид и така и некои други дестинации до манастири и така натаму. Оваа година е доста мала заинтересираноста и некако повеќе им го одговараат тие дводневните тури. Сепак, според неофицијална статистика, бројот на туристи што ги користат празниците за да одпатуваат надвор од границите на Македонија секоја година се намалува. Најголема причина е што за празниците нема поврзани денови како некогаш, но и намалениот животен стандард. Македонскиот туризам се промовира и во Австрија. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ги презентира туристичките потенцијали на Македонија. Презентациите ќе бидат во повеќе градови пред повеќе од 300 туристички оператори. Мартина Митков. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот ќе учествува на бизнис настан кој вклучува презентации и бизнис средби со австријски туроператори. Представниците од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и директорот Кристијан Джамбазовски ќе ги презентираат туристичките потенцијали во Македонија, атрактивните туристички продукти и дестинации, висината и начинот на субвенционирање за организиран странски туристички промет во Македонија и можностите за инвестирање во туристичко развојните зони. Презентациите ќе бидат во 4 града во Австрија, и тоа Салцбург, Грац, Инсбург и Линц, пред повеќе од 300 туроператори. Ова е начин преку директен контакт со туроператорите и професионалци од туристичко стопанство на Австрија за презентирање и запознавање со македонскиот туристички производ и македонските потенцијали, а со цел отворање на нови пазари и зголемување на австриските туристи во Македонија, информираат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Ефтините авиобилети покри за македонците поволни се и за привлекување странски туристи во Македонија. Новата авиолинија треба да биде достапна во 2018 година за странските туристи од Лондон до Охрид. Според потпаролот на владата на Република Македонија Александар Георгиев, оваа авиолинија дополнително ќе придонесе за развој на туризмот во нашата држава.
Покрај тоа што се корисни за македонските граѓани, ефтините авиолетови се позитивни за привлекување и зголемување на бројот на странски туристи во Република Македонија. Само за илустрација, договорот за ефтината авиолинија Охрид-Лондон, која што работиме во соработка со општината Охрид, предвидува компанијата да обезбеди пристигнување на најмалку 25.000 патници на Охридскиот аеродром во периодот до средината на 2018 година, а само за овој летен период во 2015 година најмалку 2500 патници, што се разбира ќе представува позитивен ефект за развој на туризмот во Охрид и за останатите стопански гранки кои што корелираат со туризмот. Унапредување на соработката помеѓу македонските и бугарските лекари во делот на неонатологијата. Ова е договорено на официјалната посета на министерот за здравство Никола Тодоров, заедно со лекари од детските клиники и гинекологија на Универзитетската болница Мајчин дом во Бугарија. Договорено е унапредување на соработката помеѓу македонските и бугарските лекари во делот на неонатологијата. Министерот за здравство Никола Тодоров, заедно со лекари од клиниките за гинекологија и детски болести, имаа официјална посета на Универзитетската болница Мајчин дом во Софија. На средбата е договорено лекари од Македонија да заминат на едукација во оваа болница. Универзитетски професори од неонатологијата ќе дојдат во Македонија, кои ќе помогнат да се изврши посериозен тренинг за неонатологија во процесот на субспецијализација. Ваков кадар е неопходен во Македонија, не само на клиниката во Скопје, на гинекологија и на детска клиника, туку е потребно да има и во сите поголеми родилишта во Македонија, и во Велес, и во Струмица, и во трите клинички болници, во Штип, во Битола, во Тетово, во Охрид и така натаму. Идејата е малку повеќе да се фокусираме на оваа област со помош на професорите од Софија. Само во таа болница има 15 неонатолози субспецијалисти. Ќе се помогне да се прошири оваа субспецијалност и во Република Македонија, што многу позитивно ќе влијае на намалување на доеничката смртност и за подобар грижа и подобар квалитет на здравствените услуги. Денеска истекува последниот рок за таксистите за пријавување на испитот за полагање странски јазик. Пријавувањето на кандидатите се врши на електронската пошта или директно во архивата на Министерството за транспорт и врски. Испитот е бесплатен, а сертификатот за познавање основен степен на англиски јазик ќе биде еден од условите за добивање лиценца за вршење на автотакси превоз. Денеска завршува рокот за пријавување за полагање на испитот за странски јазик за сите автотакси возачи, согласно Законот за патен сообраќај. Како што се наведува во соопштението, сите автотакси возачи мора да поседуваат сертификат за познавање основен степен на англиски јазик. Тој сертификат понатаму е еден од условите да се здобијат со лиценца за вршење на автотакси превоз и ќе биде задолжителен од 1 јануари 2017 година. Рекоа дека се одложува тоа. Денеска е последниот рок за пријавување. Рекоа до 2017 се одложи. Па ако мора и ако ќе полагаме ако сакаме да работиме, не. На вие години англиски да учиме. Кај? Ма зошто не нас? Кај одиме ние надвор од Велес, Скопје, каде? Кој ќе возиме, кои англичани, кои странци ќе возиме ние? Не, нема потреба тоа. Па да ти кажам право, не знам дали на општинско ниво треба да биде тоа. Па да, сертификатот најверојатно ќе треба да. Имам поднесено, да. Ја мислам дека нема потреба, али не е лошо ни да го знаеш. Немам поднесено. Па ако треба, по секоја цена мораме да направиме и такво нешто. Мислам дека не е потребно. Пријавувањето на кандидатите се врши на електронска пошта или во архивата на Министерството за транспорт и врски. Покрај пријавата, која може да се најде на веб страната на Министерството за транспорт и врски, кандидатите мора да приложат М1 и М2 образец, не постар од 60 дена и копија од лична карта. Автотакси возачите нема да имаат никакви трошоци за полагање на овој испит, односно испитот е целосно бесплатен. На конкурсот за полагање на испитот по англиски јазик може да се пријават само такси возачи вработени во лиценцирани автотакси компании. Времето и местото на полагањето на испитот дополнително ќе биде објавено на веб страната на Министерството за транспорт и врски.
Спанак со пржени компири премиерно се одигра во Велешкиот театар Јордан Хочи Константинов Джинот. Актерите Тулиев, Мефеиловски и Спасовски успеа да насмеат велешката публика која ги наградуваше со аплаузи во текот на представата. Повеќе детали за премиерата од колегата Бојан Нанев. Спанак со пржени компири ја имаше својата премиера пред Велешани. Тројцата фудбалски судии успеа да ја насмеат публиката во театарот Джинот, која со аплауз ги наградуваше актерите во текот на целата представа. Задоволен од реакциите на публиката беше и режисерот Витанов, кој вели дека очекувањата му биле исполнети. За оваа представа мислам дека направивме полн погодок и дека публиката ќе сака и ќе долго време ќе живее на репертоарот и ќе ужива долго време оваа публика со оваа представа. Според протагонистите на сцената, пораката која тие сакаат да ја пренесат преку оваа комедија е дека животот е убав и покрај немилите настани кои се неминовни. Задоволството од првата изведба на представата не го криеше и гостинот од Штипски театар Владимир Тулиев. Аз ја знам велешката публика, значи тоа е нешто феномен во Македонија и навистина ми е драго што помина, како што помина еве вечерва, ракопрескањата си го покажува своето. И добро, до вчера имавме тешки проби, така бидејќи комедија, меѓутоа треба да се најде или правиот нишан да дојде до крајот, да допре до публиката. И мислам дека успеавме. Покрај Тулиев, судиското трио го дополнуваат и младите велешки актери Мефеиловски и Спасовски. Обично премиерната публика знае да биде малце поповлечена, да нема аплаузи, да нема смеа, но денеска тоа се раскрши и беше одлично, супер. Сите супер си реагира на точни места и одлично, супер. Уверен сум дека го остварив бидејќи напорно работевме, го анализирав ликот доволно време и публиката мислам имаше искрени реакции, мислам дека сум успел во тоа што работев. По синоќешната премиера, Спанак со пржени компири репризно ќе биде одиграна веќе идната недела на 6 мај. Во ликовниот салон во Велес синоќа беше промовирана книгата Афоризми Цветен пазар на велешанецот Атанас Крлевски. Ова е петта книга Афоризми на авторот. Истата е поделена на 3 главни дела: жената, љубовта и бракот. Централна фигура и мотивација за авторот е жената, не само како фигура, туку и како личност со карактер со сите нејзини противречности кои природата ги склопила во една совршена целина. Инспирацијата е нормално жената, како и инспирација на сите творци. А патот беше собрани афоризми досега што сум ги пишувал и од книгите објавени и уште некои нови. Така се создаде книгата со околу 400 афоризми. Читателите може да прочитаат афоризми поделени во 2 циклуса. Првиот циклус зборува за љубовта и жената воопшто, а вториот за бракот како институција. Па, еве да споделим еден: за љубов лажете, но немојте лажно да љубите. Афоризмите продираат длабоко во суштината на женската природа. Тоа се афоризми кои што изобилуваат со блага иронија, афоризми кои што ќе ве насмеат и афоризми кои што ќе ве замислат. На моменти авторот прозвучува и доста дидактички, односно сака да ги поучи помладите од него, како, например, да се однесуваат во бракот. Младите франкофони од неколку основни училишта од Велес, Градско и Лосово на забавен и интересен начин во спортски дух го совладуваа францускиот јазик. Овие 3 дена домаќин на франкофонската спортска манифестација беше средното стручно училиште Коле Неделковски од Велес. Учениците од неколку основни училишта од Велес, Градско и Лозово низ спортски игри го совладуваа францускиот јазик во рамки на Франкофонија 2015. Овие 3 дена домаќин на франкофонската спортска манифестација беше средното стручно училиште Коле Неделковски од Велес. На забавен и интересен начин учениците во спортски дух го изучуваа францускиот јазик. Не случајно е што една од целите кои си ги поставивме низ оваа мисија е развој на спортскиот дух низ призма на промовирање на францускиот јазик како и олимписки јазик. Но овој пат сакаме и да упатиме една оптимистичка порака до сегашните идни генерации. Како и секогаш,
ферплејот да биде мотив, затоа што правилата се нешта кои треба се почитуваат, а воедно и јазикот како францускиот вреди да се изучува и обожава, особено кога се најава. Младите франкофони на овие спортски игри имаа можност да се запознаат со француската државна химна, француската поезија и француската спортска химна. Целна група на училиштата кои беа поканети на овие франкофонски игри се училиштата каде се изучува францускиот јазик. Секогаш има добри, навистина добри причини да се сака францускиот јазик. Една од тие причини е токму спортскиот настан кој во изминативе 3 дена се случува во вашето училиште и кој што обединил представници од повеќе училишта и од градот и од околината. Франкофонијата представува целина од народи или групи на говорители кои го употребуваат повремено или целосно францускиот јазик во секојдневниот живот и во нивните комуникации. Како резиме на крајот од манифестацијата, се докажа дека сите учесници заедно успеа да ги одбранат боите на франкофонијата. Следуваат вестите од Македонија, а во нив 100 македонски државјани на боиштата во Сирија и Ирак, 15 загинати. Активности по повод Денот на Европската Унија. За ова и останатите настани во продолжение. Од летото 2012 година регистрирано е учество на 100 македонски државјани на боиштата во Сирија и Ирак, од кои досега 15 загинаа, покажуваат оперативните информации на Министерството за внатрешни работи. Министерката Гордана Јанкуловска на конференцијата посветена на феноменот на странските терористички борци, тематски насловена како превенција на радикализмот и борба против тероризмот на Балканскиот регион, што се одржава во Белград, изјави дека најмногу загрижува опасноста џихадистите по нивното враќање да бидат инволвирани во терористички активности во своите земји, во земјите на транзит или во трети земји, но загрижува и фактот што овие лица се инволвираат и во процесите на радикализацијата, регрутирање и испраќање нови борци. Американскиот заменик помошник државен секретар Хоит Ли го повтори повикот до македонските власти да се справат со случајот со прислушувањето, како и повикот до опозицијската партија СДСМ да се врати во собранието, пренесува МИА. Ји говорел на седница на Комисијата за надворешни работи на Американскиот представнички дом во средата вечер, заедно со Сузан Фриц, раководител на одделението за Европа и Евроазија на агенцијата USAID. Ги поддржуваме аспирациите на Македонија за членство во НАТО и во Европската Унија. Во последно време ние и нашите европски партнери со загриженост ја следиме политичката криза во Македонија, поврзана со објавувањето на прислушувани материјали од страна на лидерот на опозицијската партија. Ја повикуваме владата да се справи со прислушуваните материјали на начин кој ја покажува посветеноста на евроатлантските принципи. Ја охрабруваме опозицијата која во моментов го бойкотира собранието да се врати во тоа тело и да помогне да се разреши кризата. Интеграцијата на Македонија во НАТО и во Европската Унија останува важна за да се постигне траен мир и стабилност во регионот. Со новата влада во Атина ги поттикнуваме двете страни да постигнат заемно прифатливо решение на така наречениот спор за името, кој го блокираше напредокот на земјата во евроатлантските интеграции, изјавил заменикот помошник државен секретар. Амбасадорот на Европската Унија Иво Орав, вице-премиерот Фатмир Бесими и председателот на Европското движење Милева Ѓуровска денеска ќе ги представат активностите по повод годинешната прослава на Денот на Европа. Делегација на Европската Унија во партнерство со Секретаријатот за европски прашања, Европското движење, амбасадите на земјите членки на Европската Унија и други локални институции ќе организираат и поддржат повеќе од 50 настани со цел да го прослават 65-тиот роденден на Европската Унија и да им го приближат процесот на европска интеграција на граѓаните. Денот на Европа 2015 ќе биде прославен на многу начини, вклучувајќи го и традиционалниот настан Денот на Европското знаме, Скопскиот маратон по повод Денот на Европа, Европскиот хепенинг во Скопје, како и бројни дебати, предавање надпревари, културни настани и локални прослави, кои ќе се одржат низ целата земја.
Во општините Дебар, Охрид, Гевгелие, Кавадарци, Кочени, Битола, Тетово, Гостивар, Струмица, Крива Паланка и Велес ќе се организираат хепенинзи за Денот на Европа со цел да се прослави европската идеја на локално ниво. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата по повод предстојните празници апелира до учесниците во сообраќајот на совесно и одговорно однесување. Потсетуваат возачите задолжително да ја проверат техничката исправност на своите возила. Консумирањето на алкохол и управувањето со возило е на разумна постапка. Заради изголемената фреквенција на сообраќај, да се внимава на почитување на ограничувањето на брзината и на целосната концентрација на патот и сообраќајот. Информирајте се добро за состојбата на делницата по која ќе патувате, стои во соопштението на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Мотоциклистите да се потсетат на сообраќајните правила и прописи, особено на ограничувањето на брзината и задолжителното носење заштитен шлем. Од Републичкиот совет апелираат до пешаците и велосипедистите, како најранливи учесници во сообраќајот, да внимаваат и совесно да се однесуваат, бидејќи токму тие се најбројните жртви во сообраќајните несреќи. Го гледате централниот дневник на К1, а во продолжение вестите од светот. Нови земјотреси во Непал, во Унгарија враќање на смртната казна, протести против полициско насилство во САД. Нови земјотреси со јачина до 6 степени се почувствувани во Непал изминатата ноќ. Според информациите, неколку десетици потреси со јачина од над 4 степени се забележани од специјалистите геофизичари во епицентарот на земјотресот. Според податоците на властите во Непал, од моментот на првиот претрес на 25 април во Хималаите, се почувствувани повеќе од 102 секундарни потреси со сила над 4 степени по Рихтер. Најмалку 5500 се потврдени жртви, а околу 10.000 настрадани се обратиле за лекарска помош. Унгарскиот популистички премиер Виктор Орбан отвори дебата за воведување на смртна казна во оваа земја. Оваа казна е тотално забранета во земјите членки на Европската Унија и е еден од првите предуслови што една земја треба да ги исполни за да стане членка на ЕУ. Орбан дојде до ваква одлука по убиството на еден човек од Капосвар на југот на Унгарија, а беше поттикнат и од барањата на екстремната десница во оваа земја. Оваа изјава и шокираше цела Европска Унија, која потсети дека повторното воведување на смртна казна ќе донесе санкции за Унгарија, како суспензија на правото на глас во рамките на Советот на Европската Унија. Откако повторно дојде на власт во 2010 година, Орбан полека но сигурно воведува мерки кои намалуваат слободата на медиумите, независноста на судството и одбраната на човековите права. Европската Унија и унгарското граѓанско општество постојано реагираат на овие нарушувања на европските вредности врз кои е базирана европската градба. Протести против полициско насилство вчера се одржаа во Балтимор, Њу Јорк, Бостон и други американски градови. Со тоа продолжува серијата на протести, предизвикани од прекомерната и неоправдана употреба на сила од полицијата во САД. Последен е случајот со смртта на 25-годишниот Фреди Греј, кој почина по повреда на вратот добиена при неговото апсење на 12 април годинава. На денот на неговиот погреб, протестите во Балтимор прераснаа во отворено насилство. Градските власти воведоа полициски час, а во градот пристигна поддршка од националната гарда. Минатата ноќ поради непочитување на полицискиот час се уапсени 35 лица. Њујоршката полиција првично уапси 3 лица, откако стотици демонстранти излегоа на Унион сквер и некои се обидоа да ги минат барикадите и тргнаа во протестен марш. Демонстранти излегоа и на Тајмс сквер. Портпаролот на полицијата соопшти дека во Њу Јорк биле уапсени над 60 лица. Во Бостон, Вашингтон и Минеаполис протестите беа помали. Ракометарите ја бараат поддршката од Велешани за нова победа на домашен терен. Француската ракометна репрезентација ја победи Македонија со 27:25 на надпреварот кој синоќ ќе се одигра во Скопје во квалификациите за Европското првенство 2016 година.
Во недела на 3 мај во спортската сала Гемиџи, екипата на градскиот ракометен клуб Борец ќе го пречека тимот на ракометниот клуб Вардар Јуниор. Ракометарите на Борец најавуваат одлична игра, велат дека се надеваат на победа, со која ќе ја зацврстат втората позиција на табелата во првата машка ракометна лига и ќе бидат чекор кон баражот кој ќе биде пресуден за влез во Суперлигата. Значи ова втората позиција значи бараж за влез во Суперлига. Со предпоследниото Суперлига, да. Значи има уште 6 кола до крајот на првенството и ако завршиме втори, се надеваме дека ќе завршиме втори и ќе завршиме на втората позиција. Се надеваме дека ќе имаме максимум победи. Значи со пораз може да завршиме на втората позиција на табелата. Екипата на Вардар Јуниор досега нема ниту еден пораз. Ракометарите на Борец велат дека во недела ќе му зададат тешка задача на Вардар, со што тие ќе го запишат првиот пораз. Ракометарите на Борец очекуваат полна сала, апелираат до сите љубители на ракометот да ги поддржат, затоа што овој дерби надпревар е еден од најзначајните од низата надпревари. Француската ракометна репрезентација ја победи Македонија со 27-25 над преварот кој синоќа се одигра во Скопје во квалификациите за Европското првенство во 2016-та. Македонија одигра одличен надпревар и не треба да се срамат нашите ракометари од поразот кој го доживеа од актуелниот светски првак, кој синоќа во Скопје стигна до победа пред се благодарение на нашите грешки во финишот на надпреварот. Во првиот дел Франција беше во водство, кое на крајот на пауза изнесуваше 13-15, но во второто полувреме Македонија играше одлично и успеа да се закани со намалување на резултатот на еден гол, 25-26 на 90 секунди пред крајот. Кире Лазаров постигна 8 гола, Дејан Манасков постигна 5, а Столе Стоилов и Гоце Георгиевски по 4. Ангелов и Омеер беа изедначени со по 11 одбрани, додека кај француските ракометари најефикасен беше Гигу со 6, Гесен 5, а Никола Карабатич застана на 3. Од меѓународниот спорт издвојуваме. Атланта поведе против Бруклин со 13-2. Мемфис против Голден Стейт во полуфиналето. Илиевски и Трајковски во Библ лигата. Волфсбург во финале против Борусија Дортмунд. Атланта поведе со 3-2 во победи против Бруклин во првата серија од плейоф разигрувањето во НБА лигата. По враќањето на домашен терен, јастребите стигнаа до триумф од 107-97, по кој сега само се на еден триумф од пласманот во следната рунда над превари. Перо Антич одигра околу 18 минути за Атланта, при тоа завршувајќи го над преварот со 8 постигнати поени, дополнати и со 4 скока и 1 асистенција. Најефикасен во победничкиот тим беше Керол со 24 поени, а по 20 поени постигнаа Джеф Тик и Хорфорд. Кошаркарите на Мемфис пак се пласираа во полуфиналето на западната конференција, откако во петиот меч славеа со 99-93 против Портланд, па со вкупна победа од 4-1, сега во полуфиналната пресметка одат на Голден Стейт. Екипата на Сигал Приштина, која ја предводи нашиот стручњак Маријан Илиевски и за која настапува репрезентативецот Бојан Трајковски, успеа да ја освои Библ лигата. Сигал Приштина на гостински терен во вториот финален меч го победи рилски спортист од Бугарија со 80-71. Најпрецизни во победничката екипа беа Хулс со 22 и Мавунга со 16 поени, додека на спротивната страна Гугино уфрли 25 кошеви. Македонскиот центар Трајковски за 24 минути на паркетот реализираше 8 поени на кои додаде исто толку скокови. Волфсбург е вториот финалист во германскиот фудбалски куп, откако синоќа со убедливи 4-0 славеше во полуфиналната пресметка со Арминија во Билефелд. По 2 гола гостите постигнаа во првото и во второто полувреме. Серијата ја отвори и ја затвори Максимилијан Арнолд со головите во 8-та и 55-та минута, додека Луис Густаво погоди во 31-та, а Иван Перишич во 51-та минута.
Противник на Волсбург во завршниот меч ќе му биде Борусија Дортмунд. Борбата за трофеот на купот е закажана за 30 мај на Олимпискиот стадион во Берлин. Борусија во својата историја има 3 трофеи од ова надпреварување. Волсбург се уште нема куп пехар. Денеска имавме сончево и топло време. За време на продолжениот празничен викенд ќе се задржи сончево и потопло време со мала до умерена локална облачност. Само во сабота, во попладневните часови ќе има услови за локален краткотраен дожд. Со оваа информација го завршуваме ова издание од Дневникот. Поминете го празникот на Денот на трудот во пријатно расположение. Имајте пријатна вечер.